Почитувани граѓани, уште еднаш се потврди. Христијан Мицкоски е на браникот на криминалот, на страната на криминалците, на спротивната страна, од полицијата и од правдата. Во тек на сложена полициска акција за сузбивање на криминална група, која незаконски издавала македонски пасоши, Христијан Мицкоски не дозволил, пласираше информации со цел да ја саботира акцијата и натамошната истрага за овој крупен случај. Поради соодветна реакција на Министерството за внатрешни работи, намерите на Мицкоски да ги одбрани криминалците пропаднаа. Не е ова некакво ново однесување на Мицкоски. Дека тој цврсто стои на браникот на криминалот и криминалците е негов белек и граѓаните тоа многу добро го знаат. Но овде, почитувани граѓани, станува збор за одговорност. Не може никој, најмалку политичка партија, да се обидува да руши истраги, да заштитува криминалци, да саботира акции на државни органи. Обидите на Христијан Мицкоски за саботажа на полициска акција и загрозување на истрагата треба да бидат предмет на интерес на јавното обвинителство. Јавноста очекува соодветна реакција. Одговорност мора да има за оние кои го прекршиле законот, за оние кои на каков било начин помагале во тоа или саботирале акција. Тоа што се заплетка и Мицкоски, и Чулев со лажни вести откако беа демаскирани е уште еден показател за нивната заедничка цел. Прво, почитувани граѓани, лажно тврдеа дека Наке Чулев бил тој кој ја покренал оваа акција. Па потоа самиот Чулев да каже дека ја реактивирал, па потоа дека ја завршил. Хаос во ВМРО-ДПМН. Фатени се живи како саботираат полициска акција. Залудни се обидите на Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН да ја попречат правдата, да работат против правдата, да работат против законите. Ве уверувам, државата, надлежните институции остануваат посветени на безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата. Колку и тоа да не му се допаѓа на бранителот на криминалот и криминалците, Христијан Мицкоски. Ви благодарам.